Колкава треба да биде простатата кај еден млад здрав маж? Дали мислите дека е нормално ова, или ова, или ова? Сите овие големини се прифатливи во зависност од возраста на мажот, меѓутоа тоа што во никоја возраст не е прифатливо е ова, односно појавата на карцином на простата кај мажите. Јас сум Викторија, специјализант по урологија. Жлезда која е дел од урогениталниот систем кај мажот и нејзината големина ја споредуваме со големина на орев, односно треба да биде околу 20 грама кај млад и здрав маж. Меѓутоа, со текот на годините кај мажите се зголемува простатата и тоа е нешто што се нарекува бенигна простатична хиперплазија. Во моментот кога бенигната простатична хиперплазија ќе стане бенигна простатична обструкција, кај мажот ќе се јават симптоми поврзани со тежното мокрење и најчесто тогаш мажите бараат помош од страна на уролог. Тоа што повеќе не загрижува во врска со простатата е карциномот на простата кој не дава никакви симптоми, а го добиваат 1 од 8 мажи. Секој маж над 45 години треба еднаш годишно да посети уролог и треба да бидат направени скрининг прегледите за карцином на простата. Кај мажите кои имаат позитивна фамилиарна анамнеза, односно имаат машки роднина, татко, чичко, брат, кој што имал карцином на простата, овој скрининг треба да се започне порано, односно после 40-та година. Што значи скрининг за карцином на простата? Тоа значи дека еднаш годишно кај мажот треба да се направи ехо на уринарниот систем и простатата и да се испита нивото на ПСА во крвта. Што е тоа ПСА? ПСА е простата специфичен антиген, кој што е ензим кој што го создава простатата и во нормални услови има значаен дел во фертилитетот на мажот. Меѓутоа, кога нивото на ПСА е покачено во крвта, тоа ни окажува дека нешто се случува со простатата. Кога ќе добиеме покачено ниво на ПСА во крвта, тогаш следно што треба да направиме е дигиторектален преглед од кој што мажите толку многу се плашат. Дигиторектален преглед значи дека преку задното црево ја палпираме простатата, ја опишуваме нејзината големина и најчесто се служиме со термините како големина на орев, големина на мандарина или големина на портокал. Меѓутоа, уште поважно е тоа дека ја опишуваме и нејзината површина, односно дали е мазна и како што треба да биде или има некакви нерамнини кои што би не навеле понатаму да направиме дополнителни испитувања. Зошто е важен годишниот преглед од страна на уролог кај секој маж над 45 години? Затоа што секоја состојба и секоја промена која што е фатена на време и во почетен стадиум може да биде решена на елегантен начин кој што не го менува квалитетот на живот на мажот. Месец ноември не е единствениот месец кога треба да се грижиме за машкото здравје. Секој месец е добар месец за прва посета на уролог.